Пандамониум радио шоу број 30, сезон 1 финале. Добро вечер и добро дојавте 30-та недела поред да се дружите со нас на mixlr.com/Pandamonium radio. Јас сум Мајрис Скреч, вашиот домакин, до мене е мојот човек Трајче Екит Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипа. Се надевам дека сте добро. Дарко, 30-та недела поред, број 30, епизода 30. Многу сум среќен дека стигнавме до овде. Се двумавме што да направиме и како да го заокружиме ова, бидејќи знаеме дека направивме една целина, знаевме дека сакаме малце промена и мислам дека и летото само си дое по себе и некако не натера кон таа промена да размислуваме малце поинаку. Така што спремаме нови ствари, но сакавме да го заокружиме ова и да го направиме ко финале, за да се оддадеме на нашите луѓе кои што не слушаат, ко почит да направиме уште една финална емисија од овде и малце да го однесеме радиото во некаква поинаква форма. Гледај, не знам како помина овие 30 недели, кога почнавме во ноември, на почетокот на ноември, онака летна времето, од една страна, од друга страна се случија многу ствари и добри и лоши во меѓувреме и некако си пораѓаме топ секој понеделник, али ја лично почнав да осеќам некој малце капа на водници, некој терет, али гледај, нема везе, ај за ова ќе збориме малце покасно. Јас спремив ни точки за зборење кај што сакам да збориме и тоа го најавивме. Сакам да збориме за се што поминавме и пред Пандамониум радио да почнеме, колку го влекуваме, веќе имаме зборено за тоа, но пак да збориме за сите овие ствари. Имаме емисија со нова музика, мене што многу ми се свига и доста интроспективни и ретроспективни муавети, кој што би рекол нашиот човек Трајче. Мора тоа, бидејќи, кој што кажав, правиме една рекапитулација, така што мора од таму да тргнем. Морам да ги поздравам сите што се со нас на Mixlr. Big up до сите што не слушате секоја недела овие 30 недели, што се пуштате, што комуницирате со нас у чет. Big up до нашиот човек Никсар. Сигурно веќе знаете дека он е in-house дизајнерот, третиот член на Пандамониум радио. Го поканивме да дојде денеска, али поради оправдани причини не можеше да присуствува, иначе баш ке беше добро да беше и он тука. Втор пат позади микрофонот. Знаете дека не дојде на третата емисија од HQ, добро ќе беше да дојдеш и на 30-тата, да даеш некоја негова перспектива на ствари, што ќе ги збориме ја и Трајче, али ќе го направиме тоа пак со него дефинитивно. Поздрав до него, поздрав до Секси Марса, Джо, Курчо, Д Милев и сите останати на Mixlr. Почнавме со 4 траки, ќе слушаме нова музика, паралелно ќе збориме за некои ствари, тоа што имаме прво на дневен ред, откако ќе слушнеме уште некоја песна. Онаа дискусија за Маунт Рашмор на 2010-тите години, која онака 5-6 дена више плови на Инстаграм, од сите страни се појавуваат постови. Но да почнеме со ред као што си идеме секоја емисија. Слушавме 4 песни за отварање, новиот сингл на CJ Fly, насловен My Kid, една доста интроспективна песна во која зборува за своето дете, како се надева дека неговото дете ќе има поубаво детство од тоа, он што го имал и дека во животот ќе поминува низ полесни работи за разлика од него, дека нема да треба да краде и да прави некои други лоши работи. На доста интересна песна, многу смут. CJ Fly секогаш кога извади ваков некој релиз, иако е one-off, мене лично ми се допаѓа. Втора ја слушавме траката Rice and Gravy од Смино и Монте Букер, која ни беше на претходната недела на топ 10 листата, на трака кој избор на Трајче. Ќе те оставам ти да кажеш нешто повеќе за неа, али мене многу ме потсеќа на Baby Kim и тоа ми се свиѓа. Не знам зашто мислам дека ќе ги тестирам во сарато дали се миксат, а мислам дека многу добро ќе се одговараат. Можеби не, знаеш како, можеби сонично не толку бидејќи ја знам продукцијата на Монти Букер и многу ми се допаѓа, но тука некаде Смино е многу карактеристичен, има многу интересно деливери. Се слагам до некаде, ја ги гледам тие и многу ќе биде интересно ако успееш на еден начин да ги споиш двете. Тоа би сакал да го видам. Кој што кажа, првата песна беше CJ Fly My Kid, една феноменална трака. Интересно е многу што ја CJ Fly и целата Проера екипа почнав да ги слушам уште во 2012 година заедно со Joey Badass и целиот тој камп со нивниот микстейп на Проера. И многу интересно дека уште во 2012 онака и се до сега до 2021 има таков прогрес каде што CJ Fly е буквално наша генерација. И некако ние пораснавме со неговата музика и многу ми се свиѓа тоа, бидејќи него веќе животот го има однесено во еден друг правец, каде што тој веќе е татко и веќе овде се гледа нешто што ние не можеме се уште да го не можеме да се поврзаме со тоа, бидејќи немаме деца, но многу интересно да се гледа растот на еден артист. Втората песна Rice and Gravy, феноменална, зборевме и со Джоджо за неа преку Инстаграм. Мене многу ми се свиѓа, Смино е одличен.
Сакам еден цел проект од него да слушнам, а и Monte Booker со тоа што го прави во последниве 2 години е феноменален, одлична продукција и мислам дека се одлично дуа кога станува збор за хип-хоп музика. Третата трака, твојот човек Larry June, You Gotta, Summer Vibe, Одлично. LA Vibe. Се враќаме. 10 јуни или 11 јуни, ако не се грешам, нов албум на Larry June, така да ќе очекуваме знаеме дека ќе бидат малце 10 до 13, но сите бенгери дефинитивно. Таман за easy listen, додека се вози у кола на топлото. И четвртата песна која слушнавме, ремикс на траката на Earth Gang, Options, која ја ставив на мојот Vibe Xmas Mix, кој го снимив таму 24 декември, 25 декември. Ова е ремикс со Коили Рей и Wale. Добро освежија песната, но мене лично мислам дека оригиналот поише ми се свија. И не е нешто многу поразлично искрено, но се гледа ремиксот, односно не е уствари обична преработка само на песната. Мене тоа ми се допаѓа. И овде искрено рефренот и Wale ми се одлични онака. Wale и Earth Gang на самиот ремикс ми се феноменални и беше убав рефрешмент за да ја вратат песната назад во ротација. Мене тоа ми се свиѓа дека не е онаков ремикс кај што само е изфорсиран за да има уште едно големо име, туку е направено со артист едноставно само од единствената причина да даде нова свежина на песната. И ја вратија во ротација, ние ставивме на топ 10 листата за оваа нерала, така да успеа во тоа. Тоа е тоа што слушнавме, по смут, са идеме малце по трапиш. Неделава излегоа добри трап синглови. Ќе почнеме со ред Jess Cartier и Buddy. Траката Two of Them не е баш добро толку трап, али специфично као се друго на Jess Cartier и потоа слушаме Hot Boy Future Nobody Special. Уште неколку песни па се враќаме во живо. Пишете ни у чет. Ова е Пандамониум радио шоу број 30. Уживајте. Ова се Hot Boy Future, треба да се вика Nobody Special. Влегавме преслушување на нови трап синглови. Траче ќе оставам да кажеш како се за Jess Cartier и Buddy. Да не се свига песна. Малце не соодветна, бидејќи знам дека Jess Cartier и Buddy многу другаруваат, дури ако не се лажам и заедно живеат некаде во LA, посебно Jess Cartier која се пресели од Торонто во LA. Не е нешто што искрено го очекував, барем продукцијата некако е меланхолична, нешто што поише ми е за Night Lovell него ли за Jess Cartier, но овде ми се свиѓа Buddy некако е малце дава поинаква динамика на самата песна и ми се свиѓа целиот тој туавам и добра ми едноставно имаат добра хемија помеѓу нив и мислам дека се добро дуо, нешто што не очекував, но ми се свиѓа искрено. Интересно е го спомнуваат и Larry June во траката, што е тоа маж до него. Ептен го поштува, го гледам и Jess Cartier дека се поштоја многу, кој што кажав, он е LA, моментално живее во LA, Бари од LA, Larry June од Сан Франциско, така што Bay Area, Калифорнија, стендап, тоа мора да се држат. Другата трака беше Hot Boy Future Nobody Special, нов сингл. Така интересно вајби трап бенгерче, Future многу интересен, потсеќа на Young Thug, Slime го користи тој термин, така да речеме можеби уште еден. Знаеш како и целата дикција не е само дека ја користи неговата терминологија некако послеано е исто кој што го прави Young Thug и претпоставувам дека е тоа намерно направено. Да, но не можам да си го извадам тоа од глава дека малце премногу ме потсеќа на Young Thug. И тоа можеби не го мислам во најпозитивна конотација искрено. Бидејќи знаеме дека Future што може да направи. Нема потреба Future да го имперсонира Young Thug ко артист искрено. Брат на толку песни како ги прави, како ги штанца, нормално е да од време на време да прави некоја глупости како оној лошиот верс што ги имаше на албумот на YSL Slam Language. Идеме со траката која мене беше хайлайт на викендот. Birdman, Lil Wayne и Roddy Ricch. YMCMB is back. Траката се вика Stana Man. Мене ми звучи на трака на Roddy Ricch, али Birdman си ја земал. Birdman и Lil Wayne беа долго време скарани. Ова од нигде никаде се појави бар за мене, неочекувано. Имаше и легални проблеми, знам дека се тужи, се објаснува за права, за авторски права, за пари, за такви работи. Мило ми е што ги гледам заедно. Кога почувавме ние да слушаме музика, кога влагавме во јакото во трапот, они беа као мейн екипа и дуо, и Birdman беше од најаките ликови. Мене ми се свиѓа тракава, ми се свиѓаат сите три версови, како што кажав, мислам дека е трака на Roddy Ricch, но супер си ја врши работата за ова што е. Апсолутно, мислам дека пак кој што кажат, Roddy Ricch трака е, но Birdman си има земено и си има направено да биде своја, кој што и најчесто прави, уствари низ целата негова кариера и токму тоа го прави. На крајот на денот
YMCMB, знаеме што направи за културата, посебно уште од раните 2000-ти со почетокот на кариерата на Lil Wayne, на Juvenile, на сите артисти што прошле низ YMCMB, па се до Drake и Nicki Minaj и ден денес фронтранери на хип-хоп музиката. Така што мислам дека Birdman и од аспект, и искрено ко рапер не го сакам многу бидејќи немал ништо никогаш да понуди, но на крајот на денот е одличен бизнисмен на еден начин каде што ги спојува сите тие артисти и успеа да направи мега звезди од нив. Да, тоа е тоа. Ќе слушнеме таа трага и после тоа ќе слушнеме трагата Gang Gang, новиот сингл на Polo G на која гостува Lil Wayne. Значи две траки на кои гостува Lil Wayne и после тоа ќе се вратиме да збориме за Mount Rushmore на хип-хопот во 2010-тите. Можете да рече? Идеме. Идеме со Stunna Man, Birdman, Lil Wayne, Roddy Ricch. Може. Значи, од кога слушнав Lil Wayne на трагата Seeing Green на Nicki Minaj пред 3 недели, ако не се лажам, не можам да I can't get enough од него. Едноставно ми се врати тој некој шмек што го дава он, тоа лудо римување, тоа лудо флоу, се е слеано на моменти случаи без врска, али мислам дека од тогаш си го имам слушнато на 3-4 нови песни и на сите згази. Бар мене ми се свига многу. Интересните панчови, тоа неговото лигаво флоу, мислам во позитивна конотација, бидејќи си да го знаеме тоа. И најпрепознатлив е. Не можеш да не да слушнеш Lil Wayne вокал и да не го препознаеш. Мило ми е дека се враќам, мило ми е дека ете вади нов материјал, се надевам дека стварно успеал, бидејќи пред известно време тој ги продаде своите мастерс, си ги отдаде правата онака на својата музика, нешто што артисти цел живот се борат да си ги вратат онака на еден начин, да си ги исплатат, бидејќи тоа е најбитната работа. Но тоа се надам дека си имал своја причина да го направи, тоа не бил притиснат кон тоа. И се надам дека ќе се врати, се очекувам нов албум, очекувам да видам и каква ќе биде и соработката и химијата помеѓу него, Nicki Minaj, Drake. Двајца артисти кои што се онака негови протежес, он кој што тој ги донеса на сценава и се надевам дека и тие онака ќе го поддржуваат до крајот на неговата. Ама и интересно доаѓа време кај што тоа е old school и ни прави throwback онака на времења од пред 10 и дури 10 плюс години, така да такво нешто би било баш освежително, освежувачки за некој од нашата генерација што тогаш активно слушаше музика. Апсолутно, да Картер 2 и 3 скочија буквално пред 14-15 години, така да Lil Wayne е дефинитивно old school ако правиме муабет онака, бидејќи секоја декада, буквално и е декада во самата смисла на зборот, значи 10 години, 15 години максимум трае една хип-хоп ера, така што мислам дека нормално дека веќе во 2021 Lil Wayne е дефинитивно old school и луѓе кои што се родени онака во новиот милениум, мислам дека и не се упознаени со тоа што значи Lil Wayne за луѓе кон нас. Да, ај сега се префрлиме на Mount Rushmore дискусијата, бидејќи како одговор на прашањето ги имавме Lil Wayne како четврт за Mount Rushmore, се разви голема дискусија кај нас, се разви голема дискусија на интернет, до денеска уште трае, уште видов некои нови постови денес за тоа, што е многу интересно бидејќи го имаме ние веќе еднаш зборено ова, но ајде сега вака малце поофицијално. Mount Rushmore, што значи тоа? Значи Mount Rushmore е таа една планина во Америка кај што има 4 фаци на 4 претседатели, најзначајни за Америка за тоа време. И кога се збори за Mount Rushmore, се збори као за greatness. Знам дека најголемите дискусии се за Mount Rushmore за NBA, за NFL, беа и за хип-хоп толку време, кога се смени генерацијата, малце, да речеме, изгубија свежина тие Mount Rushmore дискусии, кај што се збореше за Tupac, за Biggie, за Nas, за некои рапери од таа ера, и сега се актуализира прашањето Mount Rushmore на 2010-тите. Значи, периодот од 2010 до 2019 најверојатно се рачуна тоа официјално. Предлогот што го дадоа Rap Genius беше Drake, Kendrick, J. Cole и четвртото место беше празно и беше намената да се отпочне дискусија. Така да кажеме прво ти да те прашам дали се слагаш со нив тројца дека се тројцата најдобриот четворица. Без никакво двоумење, мислам дека било кој рап фан да го прашаш, кој што пораснал во таа, значи кој што почнал да го слуша Дрейк, почнал да го слуша Кендрик во 2011 и 2012 и е свесен за импактот кој што ги имале сите три артисти, вклучувајќи го и J. Cole, мислам дека тие три ќе бидат првите три избори од 4,
бидејќи мислам дека е стварно no-brainer кога станува за 2010. Нема други артисти кои што ќе онака оставиат трага во тие 10-9 години ко тие тројца. Четвртото место има веќе стварно кога ќе се подзамислиш и малце кога ќе навлезеш подлабоко. Овде стварно има доста контендерс за многу разни причини. Ама ќе кажам, овие тројца си го заслужуваат местото овде, бидејќи знам точно зошто се таму. Со четвртото место го имам тој проблем каде што свесен сум дека има неколку кои што отскокнуваат, но има и други кои што онака си го заслужуваат тоа место, бидејќи во тие 9 години, 10 години исто биле многу активни, исто биле многу важни за културата и биле цело време во спотлајтот. Да, значи, као прво овие тројца се certified бидејќи имаат и објективно квалитетни материјали, и голема продажба, и големи хитови синглови, и се активни од 2010 до ден денес без прекин. Значи си ги, да речеме, ги опфаќаат повеќе критериуми кои и за тоа токму мислам дека им е зациментирано местото на оваа листа, на овој Mount Rushmore. Ајде да почнеме само да се хронолошки кој друг би требало да влезе. Логично, и имаше и многу такви реакции, Kanye West, а ја тука кога ставам и Lil Wayne, ќе кажам зашто можеби Kanye West не е на мојата Mount Rushmore 2010s, бидејќи јас него го слушам од претходно и мислам дека неговиот импакт, иако My Beautiful Dark Twisted Fantasy кој ние го прогласивме за најдобар албум на претходната декада е actually во 2010-та, мислам дека најголемото влијание ја би го иземал тој албум бидејќи на почетокот на декадата. Мислам дека најголемото влијание на Kanye, најквалитетниот материјал на Kanye е некаде во периодот од 2005-6 до 2010 според мене. The Life of Pablo е тука, да, 2015 ако не се лажам, но мислам дека Kanye ја би го ставил во една декада претходно, бидејќи он поради него се случи промената на оваа декада. Јако тој е активен до ден денес, но мислам дека ако земеме да споредуваме и албуми Yeezus и мислам дека не се на баш на некој ниво као што се можеби албумите на Travis Scott од друга страна кога би го земал за оваа дискусија. Kanye West е можеби the GOAT, но ако збориме конкретно за 2010-тите, мислам дека има други артисти кои можеби субјективно не би спаднале во друга категорија, што го заслужуваат тоа место тука. Што мислиш ти за ова? За Kanye West и паралелно и за Lil Wayne, иако Lil Wayne мислам дека уште повеќе за него важи тоа, бидејќи веќе таму после 2013-2014 го изгуби својата релевантност. Ја тоа ќе кажав, прво ќе почнам за Lil Wayne, бидејќи истата причина која што ја даде ти за Kanye, дека Kanye има креирано музика многу поодамна и не е она coming of age артист кој што навлегол во 2010-тите онакако свежо месо на еден начин, бидејќи веќе бил естаблиран артист со 3 албуми позади него. Истото и дури и повеќе важи за Lil Wayne, бидејќи Lil Wayne, значи бил на on his mixtape shit, имал веќе 3 албуми извадено до 2009 и веќе ги има джампстартнато Drake, ги има джампстартнато Nicki Minaj, ги има формирано YMCMB, така што мислам дека овде конкретно Lil Wayne не може да биде ставен, бидејќи буквално и генерацијски некои 10 години е различно и од Kendrick Lamar, и мислам дека овде е би рекол да ќе останеме со артисти, барем според мене, треба овде да се стави артист кој што паралелно работел и ја градал. Овде единствен exception би направил само за Kanye West, бидејќи иако кој што велиш да неговиот профил, значи има веќе и тој има 3 албуми кои што се револуционерни во хип-хоп музиката дури и пред 2010-та, има направено премногу револуционерни работи и пост 2010-та. Заради тоа не можам туку така да го отфрлам и тука ми лежи, бидејќи да, My Beautiful Dark Twisted Fantasy беше албум Meeple, еден од најдобрите. И Watch the Throne е 2010-та. И Watch the Throne, апсолутно. Но знаеш како? Тие беа монументални. Може би Watch the Throne малце ја смени играта, ама на пример My Beautiful Dark Twisted Fantasy, тоа го зборев и тогаш кога го обработувавме и кога навлегувавме во албумот, дека не ја смени играта кој што мислиме, едноставно само е парче само за себе. И Kanye со Yeezus повеќе ја смени играта него ли со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И тоа не е лошо, бидејќи никој не можеше да го реплицира ова. Многу луѓе пробаа да го реплицираат звукот на Yeezus и знаеме трапот што стана после 2013 кога дојдоа Тројбој, кога дојде цела на EDM сцена и кога трапот стана таков кој што е. Така што овде има многу за размислување дали Kanye заслужува да биде, но сега за сега би го ставило некако honorary mention, бидејќи сум и тука
и би го ставил онака пето место сега за сега ако некоја топла резерва за секој случај за ако можам да си давам уште една причина зошто заслужува да биде, но дефинитивно заслужува. Ја би го ставил као нулта, онака као Да. оне основата за друго се што се случува. Така некако ја го гледам во моите очи. За тоа го сметам Kanye и Lil Wayne, па дури артисти као Rick Ross и некоја таа генерација, таа измеѓу генерација кои го преминаа мостот, што се вика, завршија од една ера, ја почна другата ера која во 2010 година, после 2010 го зема својот замав на најако можно. Ова се само мислење, правиме дискусија недобронамерно, знаете дека не е ништо. И нормално е да изоставиме многу имења. Знаеш како? Еве да почнеме, така? 2012. Што ние слушавме за да почнеме? Освен Дрейк и све, ја почнав да слушам онака трап музика која што ја знам. Моментот кога почнав да слушам A$AP Rocky. A$AP Rocky за многу луѓе е причината и влезот во трап играта. Да, но за мене лично A$AP Rocky губи својата релевантност после 2000, значи 2015. Значи, така? Само 3 години трае, од кои едната година е уште on the rise и само 2013, 2014 ујакото и више после нема ни квалитет, нема ни хајп, нема ништо. Тоа ми е проблемот со голем дел од артистите. Значи, буквално онака сите тие што се најдоа на One Train се едни од артистите кои што ја джампстартнаа целата. Овде се онака не дека заслужува да биде на Маунт Рашмор, ама заслужуваат да бидат спомнати бидејќи сите оставиле своја трага во 2010. Action Bronson, Big Crit, Yellow Wolf, сите тие артисти на секој свој начин си имале. Но кога збориме веќе за Маунт Рашмор, мораме овде да ги спомнеме бидејќи трап музиката знаеме дека беше превалентниот звук кој што ја зазема целата таа декада. И овде е несомнено да го спомнеме Future ко татко на сето тоа. Искрено, не е само заради коусайните и се тоа што тој работи, да ја погледнеме неговата соло кариера, брат. Од 2009-та, неговата дискографија од 2009-та па натака е nothing short of special, буквално бидејќи имаше одличен ран, феноменален микстейп ран, микстейп ран кој што ретко артисти успеваат да го издржат. Тоа се онака многу мал број на артисти кои што успеваат да го направат. Посебно 52 Nights и се тоа што извади 56 Nights, извини, да. Dirty Sprite 2, Purple Rain, Evil, умеѓу време заедно со Drake. What a time to be alive. Тоа се 5 микстейпи во една година. Тоа ми е аргументот како го ставам Future пред Kanye. Future има боле проекти од 2010-та и квалитет и квантитет. Ако се земат сите, не збориме еден по еден. My Beautiful Dark Twisted Fantasy да речеме број еден. Ама мене Dirty Sprite 2 ми е втор подобар од другите на Kanye, брат. Сите. И третиот и четвртиот ми се Future. Мене лично. Те разбирам зошто и го кажуваш тоа и го сваќам до некаде. И да збориме и за бенгери, за клубски бенгери, за хит синглови. Да, апсолутно. И затоа велам дека Future е дефинитивно таму. И он добива поени бидејќи Future стана познат искрено во кога? 2012, 2013 веќе. А 2000 тој е ране 2015. Да, значи колку беа трагедии со The Weeknd кога се појави, се тоа беше early 2010s, 2014, 2015 веќе влезе тој на висока нога и овде почна и колаборациите со Drake и се тоа што направи. Но и неговиот солоран и prior to that искрено беше многу добар, ние го пазевме уште оддамна за на крај за во 2016 да идеме на концерт на него, така да мислам дека и тоа од таму тргам, не дека сум biased, ама знам се што има пројдено и знам колку влијадало и колку и овде конкретно на овие простори и со еве, ќе кажеме трап така, Мигос се епитомијата на тоа, но Мигос не заслужуваат да бидат овде, брат. Мигос имаат еден квалитетен албум. Да. И го чекаме третиот, бидејќи вториот не беше тоа што го очекувавме и не можам овде да ги ставам, но затоа Future е овде, Young Thug е овде, но ако треба да ги споредам двата, кои што ми се два великани овде ги има многу, знаеш како има многу афилиейтс кои што се вклучуваат ко Lil Uzi и сите такви. Мислам дека овде Future е на еден начин ги вродил сите, е татко на нив, бидејќи стварно тој е основоположникот на неговиот звук, на тоа мамблање за кое што сите станаа познати. И после тоа целото тоа се разграни онака на многу поеќе. А овде има премногу артисти, затоа веламе толку тешко бидејќи можеш да спомнеш. Кире го спомна Big Sean.
Big Sean е исто така еден од тие артисти. Знам дека ти имаш онака mixed feelings за него, ама исто Big Sean од 2010 од Guap, па од Detroit mixtape-от, па и од Cruel Summer и од се тоа што направи и од сите тие cosigns што ги доби и од Kanye и од целата рап од целата рап култура, значи од Drake. Мислам дека и тој заслужува да биде спомнат, но не и да биде таму. Па знаеш мене како ми е, мене Big Sean ми е third tier, значи трет тиер. Има ако првиот се Future, Young Thug, Drake, Kanye, Kendrick, Travis Scott, вториот се A$AP Rocky, таа екипа да речем од понова генерација, не знам кого би стајал искрено на моментов да не сгрешам, да не треснам. Тука ми е Big Sean трет, значи онака ми е, бидејќи мислам дека има солидни проекти, има солидни колаборации, но не е на тоа ниво, онака, на тоа greatness ниво. Бар за мене лично, Мек Милер беше многу добар одговор што го добивме, што го забораваме за нас лично и таму и спаѓа, он можеби не во на Маунт Рашмор, али во вториот тир, мислам дека на второто ниво мислам дека спаѓа. Знаеш како, Мек е таму, но не припаѓа таму бидејќи Мек ги немал тие хитови, го немал тол импакт на културата кој што го имал. Тој имал многу засебен импакт кај што тој многу влијал на својата фан база, но не влијал на културата подопшто. И тоа е Мек, тоа е неговата енергија, тоа е неговата музика и не можам да го одземам тоа, ниту сакам да го одземам тоа. И затоа не можам од таа причина да го ставам во Маунт Рашмор. Еден од омилените артисти воопшто ми е и го кажувам ова свесно, rest in peace Мек, така што на крајот на денот, кога веќе би морал да одберам еден, мојот пик ќе биде Future. All things considered, мојот пик ќе биде Future. Добро, ајде сега да подискутираме малце. Тревис Скот? Како гледаш на Тревис Скот? Предобар ми е, многу го сакам, но знаеш како? Премногу го гледам дека, барем ја така го чувствам, можеби да сум грешка, знам дека има направено премногу, го поштувам целиот и негов микстейп каталог, го поштувам и неговиот соло каталог, бидејќи стварно има направено многу од албум во албум, сите секој е со различен звук, со различна продукција, иако работи цело време со истите продуценти, некако успеваат да изнаоѓаат нешто. Има премногу, знаеш како, и овде ќе го спомнам и The Weeknd. Некако ги испоистоветувам, можеби Тревис има поголем импакт, но Тревис исто така прерасна во многу поголема звезда, го надмина некако рапот и затоа не можам да го ставам во рап Маунт Рашмор, иако неговите албуми се со квалитет тука. Можеби и дури и подобри, искрено, и покарактеристични него ли тие на Дрейк, ама Дрейк знаеме што значи, знаеме Дрейк што носи, знаеме Дрейк што има. И Дрейк секогаш ќе биде таму, мислам дека тоа го имаме утврдено и двајцата, но пак колку и да ми се свиѓа, колку и да го сакам, колку и да му ги сакам албумите на Тревис, пак ќе кажам Future, бидејќи некако звукот и целокупното влијание кое што го имаше на сите други артисти кои што следуваа покрај него е незаменливо врз основа на албумите и продукцијата и дискографијата на Тревис Скот. Многу добро ти беше The Weeknd. Никој не го пиша The Weeknd на одговорите, што многу ме зачуди. Односно не ме зачуди. Сега ти го кажа ми текна, мене не ми текна на The Weeknd, а The Weeknd можеби заслужува да биде таму. Затоа велам, има артисти кои што заслужуваат да бидат таму, но за многу засебни причини. Не можеш да го генерализираш, бидејќи секој артист си има причина зошто да биде ставен на тоа четврто место и мислам дека ова е веќе повеќе од субјективно мислење. Значи не можеш да бидеш објективен и да кажуваш од објективна гледна точка зошто тој треба да биде. Пробувам, не можам да ја најдам бидејќи стварно има поише артисти за кои што може да бидат таму. Затоа земам став и велам Future нека биде четврто на место. Ова покажува две ствари во моите очи. Првото, колку квалитетни артисти имаше претходната декада. За мене златната ера на хип-хопот повтор пат, реинкарнација во нова форма. Тоа е пак субјективно генерацијски јас, но по квалитет и по уникатност и по разновидност, мислам дека 2010-тите може да се носат со 90-тите лесно, може да се направат паралели и мислам дека како ќе поминуваат годините, уште повеќе ќе се гледа таа разлика, иако на почетокот бевме многу исмевани, подценувани. Сите артисти беа подценувани, ние артистите и ние фановите и диџеите што ги слушавме и пуштавме. Многу сум среќен поради тоа. А второто нешто што го извлекувам од оваа дискусија е тоа колку се силни каталозите на Дрейк, Кендрик и Кол. Апсолутно, тоа е. Они да бидат зациментирани тука,
а за другите да има толкава дискусија. Тоа е Да. И мислам дека и показател. тоа е проблемот уствари, бидејќи сите имаат толку многу добри каталози, не можеш да именуваш. Еве го, кажа Дамилев, истото дека истото што го зборам за Тревис, можеш да го кажеш и за Дрейк. И тоа е потполно точно, бидејќи истите критики, Дрейк никогаш не донел свој собствен звук, туку си бил само едноставно Дрейк и си го правил тоа што се го прави на најдобар можен начин. И сите го сакаме Дрейк за едната иста работа, додека Тревис и сите други артисти ко A$AP Rocky, ко Big Sean ги сакаме за посебни работи. Ме разбираш, нема една генерална точка зошто ти се свиѓа Big Sean. Го немаат сите истото мислење, истото и со Мек Милер, така што мислам дека тие се поише од тој аспект и би рекол дека се ако S tier е она, највисокиот тиер, они се во A tier, во вториот тиер на рапери каде што дефинитивно се овде, но не се толку општо прифатени од луѓето за истата работа. Туку едноставно луѓето ги интерпретираат и ги сакаат за различни причини. Тоа е тоа, брат, одлична дискусија. Број еден тема за денеска помината. Big up до сите што ни пиша в тој чет. На крајот на денот се вртиме у круг, тоа е дискусијата. Оваа прва сезона не успеавме да направиме еден троубек на 2010-тите спешал, но сезона 2 ќе мора да го направиме тоа, може ќе го расчлениме во повеќе, бидејќи мислам дека како ќе поминува времето, таа ера само ќе изгледа се подобро, бидејќи посебно на почетокот на декадата излегува многу квалитетни албуми, да не го забораваме тука Chief Keef, Wiz Khalifa, да не го забораваме, многу артисти на почетокот на декадата кои донесоа сосема нова естетика и нов звук. Го спомнав и Рик Рос и Мик Мил и многу други од таа генерација што се многу добри, а и втората половина што донесе артисти како Lil Uzi, како Playboi Carti, која за многу луѓе фаворит, па дури најнова генерација на The Baby и други кои дали ти се свигаат или не, тоа е субјективно, но времето ќе покаже дали ќе останат и каков импакт ќе имаат на играта. Затоа е толку е тешко да дури знаеш како од сите тие артисти на еден начин ќе искочиме глупи, бидејќи на голем дел и не ги спомнуваме. И не е дека тоа сме дека сме закочени или не, едноставно не можеш да ги споредиш сите тие. Толку си имаат своји засебни моменти во тие сите 10 години. Толку многу музика имаат креирано, толку многу заеднички работи имаат извадено, што едноставно не можеш да ги споредиш. И затоа мораш да си направиш онака да пресечеш, да кажеш тоа е тоа, но свесен си дека не е целосно точниот одговор. За тројцата сум сигурен, за четвртиот не можам да бидам никогаш. Тоа е тоа. Тоа беше првата дискусија. Продолжуваме со малце музика. Идеме со новиот сингл на The Baby и OGZ од Shoreline Mafia, трагата се вика Get Fly. Тоа е исто така Summer Banger, West Coast Banger. Слушаме уште малце музика, па останете со нас, влагаме јајта рече да збориме од лична перспектива што значи за нас Пандамониум радио, како си поминуваме оваа година, трека работиме, кои беа најголемите предизвици при остварување на Пандамониум радио шоу и така натаму. Ова се Blessed и Binary, трагата се вика Movie. Една така летно бенгерче, R&B, трече, добро? Одлично. Така интересно песниче, ништо посебно, мислам дека ќе оставам во Саратов, ако се вратиме за брзо во клубови, може ќе влезе во некој warm-up сет, ама не дека верувам дека многу ќе се пушта. А претходната трага што ја слушавме Get Fly од The Baby и OGZ, мислам дека има поише потенцијал за ротација, иако не сум сигурен како би прошла во македонските кафичи и клубови. Малце е почудна неголи стандардните The Baby песни. И тоа не е лошо за The Baby, малце да се искочи од комфорт зона, да види што може и кај може. Тоа ми се свиѓа. Ова мислам дека и дури онака како мал, искрено втор пат го слушам на ова. Прв пат беше Under the Sun, на песната со Dreamville. Ова е втора колаборација кај што го слушам во поинакво светло и секогаш искрено ми е и подобар. Не подобар, не подобар кај што песната можеби ми се свиѓа прсе онака поише, но самиот факт дека The Baby прави поише со неговиот вокал ме радува и бидејќи искрено го сметам за еден од малце по quote-unquote досадните хип-хоп артисти на новата деценија, но ќе видиме како ќе биде, што ќе направи. Знам дека има потенцијал, и знам дека верува во себе таков само бендисане и знам дека си го кажува тоа најслушан артист на Spotify, бројките не лажат, така што more life to The Baby и ќе видиме што ќе извади следно, брат. Тоа е тоа, брат, дефинитивно си управо. Идеме со една песна која доби ремикс, најпопуларната дрил песна досега. Единствената дрил песна која дојде на број 1 листата во Англија, и се тоа предизвика огромни позитивни реакции, се разбира најголем дел поради
TikTok популарност, но и песната си е добра, ја пуштивме тука оригиналната, односно ремиксот, оригиналниот ремикс го пуштивме тука пред едно месец и пол, ако не се лажам, трагата се вика Body, од Tion Wayne и Russ Millions. На ремиксот се појавуваат многу артисти меѓу кои Fabi Foreign, но трагата доби и американски ремикс нов. На него на овој последниот ремикс се појавува Джек Харлоу, кој искрено многу добро ми звучи и мислам дека овој ремикс ќе ми влезе во ротација исто така. И мислам дека ќе се надам дека ќе е популарен кај луѓето и дека ќе може да имам у мојот сет онака едно мини сегмент од 5-6 дрил песни, кај што би вклучил нешто Pop Smoke, Fabi Foreign, Body траката и нешто од Central C. Така едно 5-6 песни, мислам дека и се надам дека ќе биде прифатено кај публиката. Би сакал да го чуеме овој ремикс. Интересно е дека Джек Харлоу има една фудбал референца, нешто го спомнува адресот на Фулам, а и викендов се појави Джек Харлоу како слави за победата на Челси со дрес. Така да изгледа дечкото си гледа фудбал и big up до него. И не знам ти дали уште си за Челси, брат? Еј, Честито, брат. Ајде, шампиони, брат. баш ми е мило, брат. Искрено ми е мило. Заслужено и мислам дека само напред и Кире мислам дека беше за Челси, ми се појави на Инстаграм. Блуз, брат, блуз. Big up до сите што се за Челси, all love, и ако сум за Ливерпул, мислам дека тоа мини ривалство пројде. No bad blood, брат. Да, нема bad blood. Не сме. Идеме со Tion Wayne, Russ Millions, Jack Harlow, Body Remix. И после идеме уште една трака, најновиот сингл на NSG, насловен Colonization, една афро трака за денес. Многу јака, многу ми се свига. Идеме. When I turn into one area boy, we can't fear no one. Then the dirt no face like M12. But the dirt no face like M12. NSG, Colonization. Зборевме за NSG во поише наврати. Ова е нивниот најнов сингл. Се надам дека најава за албум, бидејќи официјално Roots, кој за мене беше најдобар и најслушан афро проект за 2020 е микстейп. Искрено се надам, многу ми се свига, ова е малце потврдо од нив и тематиката е таква малце помрачна, по генгста, по гето. Но и тоа ми се свига од време на време, бидејќи не се најчесто многу флекс, многу заебанци, ми се свига кога има и ваква тематика. Малце социјален коментар никому не штети, брат. Ова мене многу ми се свига. Имаме слушнато претходни ствари од NSG, ги памтам и нив и Show Camp, онака ми останаа највеќе во ум и во ротација. И ова ми се свиѓа, ова го нема вслушнато и мене ми е прв пат да го слушнам, така што big up и стварно се надавам дека стварно ќе добиеме еден проект кој што онака ќе биде worthy за да се нарече албум. Да, проверете мојата екзотика плейлиста која ја направив вчера паблик, една селекција од 100 песни ranging from сите подстилови на Afrobeat, dancehall, Latin music, урбано и регетон. Реге ќе ставам таму се што ќе ми влага у таква некоја летна позитивна варијанта и се надам дека ќе почнеме со журки дека ќе има екзотика журка настан каде што ќе се пушта само таква музика. Едва чекам такво нешто да се случи и 2 години го имам у глава. Се надам дека летово ќе се случи. Ќе мораме да го организираме како и да е. Ќе мора такво нешто да има. Тука стигнавме до темата на денот, односно целата тематика на денешната епизода, како што веќе знаете, е последна епизода од првата сезона на Pandemonium Radio Show во овој формат. Ќе почнеме да збориме на оваа тема, сакаме да кажеме лично како се сеќаме, сакаме да се заблагодариме на сите што не слушаат постојано, сите што не следите на социјални мрежи, на Instagram пред се, што комуницирате со нас, што дискутирате и така натаму. Ќе почнам ја рече, може така да почнам нај од душа, најотворено да се зборам за темава, бидејќи има многу што да се каже. Како и секогаш, брат, те молам, настап. Многу збориме за музика, а ретко имаме шанса онака да збориме за тоа ние како се сеќаме работејќи работава позадински и затоа ќе беше многу добри Никсерот да дојде тука, бидејќи Никсерот е човекот кој е заложен за дизајните, Никсерот е човекот да речеме која прави нема да кажам тешката, ама најонака захтевната работа, од него зависат многу ствари, додека он него направи нешто да не може да се објави на Инстаграм. Интегрален дел од Pandemonium Radio Show, така да big up Никсер. И реално работи онака многу квалитетно и многу добри, многу сме задоволни и од дружењето, и од соработката, и од материјалите што ги вади. Big up до Никсер, ако уште со нас, дефинитивно ни фали туку студио. Ќе почнам да зборам малце пред, значи ние ја почнавме страната Pandemonium Radio на Инстаграм, ја реотворивме, ја реанимиравме на некој начин во мај, средината на мај, таму на 15 мај 2020 година. Кога почнавме тоа зборевме за историјата, но има многу луѓе кои се малце покасно ни се приклучија, па сакам да направиме уште една
ретроспектива за Пандамониум радио, од каде доаѓа и што се случуваше пред да почнеме во оваа форма. Пандамониум радио шоу почна како една радио емисија на тогашното радио Street FM во 2015 година. Имаше само некои десетина епизоди. Имаше тоаш многу добри албуми, знам дека тоаш беше излезе The Life of Pablo, еден албум на The Weeknd, ако не се лажам, The Beauty Behind the Madness. Имав доста солидни емисии, ја водев сам, ми беше супер интересно, но после кратко време тоа радио згасна. Имав идеи за да правам вакво нешто, цело време ми стоеше во глава, бидејќи што од мал имав и блогови и други начини на комуникација и промовирање на музика и на култура, но тоаш баш ми тргна добро со работата, тргна добро со Trap the Fuck Up, тргна добро на сите проекти што работевме со Шршац и се префрлив целосно на пуштање музика, но кога проаѓаше време се повеќе ми фалеше онака некој издувен вентил на некој начин и место каде што можам да се искажам и да промовирам музика што ја слушам и да зборам со луѓе, а да не биде тоа во пијана форма во диско во 3 сабајле. И постојано размислав како што треба да направам. Почнав една Инстаграм страна од 2019, односно ја почнав оваа страна, но ја него немав трпението и редовноста и ревностноста да ја одржувам и да пишувам, и плюс се земав многу ствари да правам сам ги правев дизајните на Canva, сам пишував. Ти тука почна да пишуваш одредени текстови да ми помагаш околу целото страње, но набрзо тоа згасна за жал. За кога почна карантино да си речам онака мора да го вратиме ова, бидејќи сега е прави момент да се направи ова. Го замолив Трајче, го прашав дали сака да биде дел од ова, да биде да речеме посериозно, да биде 50-50 со мене на некој начин, и многу сум среќен дека Трајче прифати да го правиме тоа. Big up до Илија Димковски од Oak Streets, кој го направи дизајнот првичен, целосната естетика ја смисли од почеток и мислам дека Ептен ја погоди стварта како што ни одговара нас за оваа работа, и мислам дека е он еден од најдобрите и најдобриот во Македонија кога станува збор за хип-хоп, за трап естетика и слично. И неко проверете новата колекција на Oak Streets и Раце горе, ќе има промоција од четврток, ќе го спомнеме тоа повторно при крајот на емисијата. И big up до него што ја направи оваа ствар, што ја направи новата естетика. Трајче се одлучи да биде као дел од ова и го вклучивме Никстар од нашиот човек да ги прави дизајните и да работи врз основа на тоа што го постави Илија. И со текот на времето си направи, донесе многу нови ствари, ни го подобри дизајнот и ни му даде уште подобар шмек. Почнавме да работиме на почетокот, пишувавме текстови, од таму решивме да тргнеме, бидејќи така сметавме тогаш дека најдобро да се искажеме, уште ни беше се ова ново, не знаевме на која платформа да одиме, немавме техничка опрема за тоа, немавме целосна идеја како сакаме да изгледа, бидејќи до ден денес е многу тешко да се води вакво нешто на интернет, бидејќи е многу ограничено у поглед на копирајтс и технички, ако се оди на пример со видео е многу захтевно и така натаму и тоа ќе го збориме малце покасно. Така да решивме да пишуваме текстови. Ти текнува на тоа? Ја морам да се навратам само малце на секунда, бидејќи многу луѓе не знаат онака и кај доаѓа. Мислам, многу луѓе знаат дека ја и ти сме другари од многу одамна, уште од уште од првите неколку години од кога ја се преселив овде во Скопје, ама исто како и ти, ја имав едно хоби уште во 2008-2009 кај што ја водев блог водев блогспот кај што исто така пишував ревјуз и ставав безброј илјадници видеа на YouTube на мојот канал, кој што исто така го срушија за копирајци. Веќе бев упознаен со дел од стварите кои што се дешава овде. Така и уствари почнавме ја и ти да се упознаваме, не знам дали се сеќаш, еднаш ми имаше пишано за да пишувам ствари за Шуршац блогот. Не знам дали тоа можеби 2011 или така нешто беше уште пред да почнеме да другаруваме на daily basis. И мислам дека ова беше онака full circle момент. Ми беше чест што ме покани овде да влезам во пуна пареја и да почнам да соработувам со тебе на еден проект кој што е Пандамониум. Многу ми е мило каде стигнавме и кој што кажа, сакавме да правиме нешто, се уште не бевме сигурни, го почнавме, после го сопревме бидејќи свативме дека не е тоа што сакаме, не е тоа нивото на екзекуција која што сакаме да ја имаме. И после се вративме, се повлековме дома, се регрутиравме одново со нов дизајн, со нови сили и веќе почнавме, мислам дека нема стоп. Се до сега 30 недела поред со радио и уште не знам колку, можеби уште 30 позади пред радиото, така што овде сме веќе 60 недели да кажеме плюс минус. Така нешто, да, отприлика сме толку така.
што многу ми е мило, на почетокот почнавме, кој што кажа Дарко, со текстови, почнавме да пишуваме ревјуз и за македонска музика, почнавме да правиме ретроспективи. Една пробна емисија изведовме кај мене дома, после се преселивме овде во студио, така што има премногу моменти кроз сите овие 60 недели, каде што сме минале низ trials and tribulations, каде што сме имале некои препреки кои што сме ги надминувале, некогаш и можеби аматерски, но на крајот на денот функционирало и многу ми е мило дека го имаме пројдено целиот тој процес, се уште се пренаоѓаме, се уште сакаме да видоизмениме работи и секогаш има некои новитети, го менуваме. На крајот на денот остануваме на тој форматот кој што сега го третираме, но на крај сакаме нешто и затоа и ова е тоа на еден начин сизон финале каде што го затвараме ова и сега ќе бараме и ќе креираме нешто ново, така Дарко? Да, тоа беше многу интересно. Значи пишувавме ние текстови од мај, бевме знам дека многу активни, тогаш и влегувавме шема и со Никсерот правеше секој ден дизајн. Мислам дека секој ден објавувавме. Знам дека Кире напиша текст, Буци напиша текст, а имаше Дамилев, не се сеќавам дали напиша тогаш или напиша малце покасно под радарот за Шанел 3. Нина напиша, Марина напиша. Добивавме голема помош од соработниците од блискиот круг на Пандамониум радио и тоа ни даде само онака енергија за да може да продолжиме. Се дое летото, земавме пак пауза, нормално што како што треба, али кога дојде есента решивме да почнеме со радио шоу, да почнеме со топ листи, да почнеме со гостински селекции, доведовме многу новитети кои ги теравме до сега и сега малце ќе ги теравме on a weekly basis секоја недела и сега е право време ова да се затвори на овој начин како што функциониравме до сега. Да, онака да си дадеме оддишка на некој начин, да може да се фокусираме на следните ствари што ќе доаѓаат од есен. Ми интересно беше дека воведовме видео, за мене лично видео беше целосно нова територија и уште не се снаоѓам баш у видео. Видео е многу захтевна работа, тоа е цела филозофија и цела наука сама по себе, онака цел скил сам по себе. И многу интересно дека се проширивме на YouTube и YouTube сакаме во иднина да го разработиме степ бај степ, како и се друго што разработивме, бидејќи се правиме ние лично со нашето слободно време и нашите познавања и технички можности. Апсолутно, и мислам дека дефинитивно си отвараме нова сфера на ствари која што онака и не сме спремни на еден начин, но ќе најдеме некој човек или кој да е кој што ќе сака да ни помогне, кој што ја дели нашата визија и ќе сака да биде дел од ова. Се надевам дека ќе биде така, ако не ќе си го презееме тој товар на нас и ние ќе го носиме, но знаеме дека сакаме да влеземе и нешто да правиме по не дека тоа одзима, но сакаме да правиме нешто посуштинско, сакаме да видиме и поише платформи и да разграничиме некои работи и да правиме едноставно поише контент кој што и ние сакаме да го креираме. Едноставно сакаме да си отвориме нови работи и нови гледишта, каде што и нас ќе ни биде интересно, и на луѓето кои што не читаат и слушаат ќе биде и позабавно и поинтересно и поише ќе бидат engaged во самата работа кој што е Пандамониум. Тоа е тоа. Огромна благодарност за сите што не слушате тука на Миксалар секој понеделник. Огромна благодарност за сите што проверувате репризи на Spotify, на Mixcloud, сега и на YouTube, што гледате highlights на IGTV и на YouTube, што ни пишувате, што ни враќате на сите пораки, на секој пол што стискате yes no, онака многу значи за нас, бидејќи као прво поради тоа го правиме за културата, го правиме да има истомислениците да се пронедат меѓу себе тука, да биде на спојна точка на луѓе кои слушаат ваква музика, кои ја сакаат културата, кои сакаат да бидат дел од неа, артисти, фанови, диџеи, продуценти и се друго што припаѓа на сцената, пред се фанови, тоа ни е најважно и многу сум благодарни бига до сите гости што ни дојдоа на радио. Последната епизода со Драги, со Вандал беше епик, проверете ги хайлайтите на YouTube. Кажи ми, како лично влијаеше оваа година на тебе или годинава со Пандамониум радио или првава сезона со Пандамониум радио шоу? Што научи, што ти се смени, колку си различен поради Пандамониум радио шоу од лани? Па искрено, знаеш како во моментот кога почнавме и со Пандамониум радио шоу, мене она посебна, некако на посебен начин со Пандамониум радио и кога почнавме со сите постови, унапред знаеш и самиот знаеш дека унапред онака имавме
многу енергија, имавме многу брейнсторминг за што и како ќе правиме, спремавме текстови, пишувавме многу во тој период и таа беше целата моја енергија беше впуштена во тоа да пишуваме контент за да имаме да вадиме, да бидеме константни, да бидеме на ниво на кое што сакаме да бидеме, бидејќи и текстовите кои што ги пишувавме не сакавме да бидат онака половични, сакавме да бидат максимално објективни, да им даеме на луѓето наша перспектива, да правиме deep dive на секој албум што ќе го презентираме, што ќе кажеме, да без разлика дали се први импресии. Први импресии значи дека 10 пати го имаме преслушан албумот и пробуваме во најкратки црти да го објасниме сето тоа. И тоа целото резултираше во нови статии, во нови форми на изразување, нови текстови, нови теми за текстови, артисти да покажуваме, плейлисти, курирање. Овде почнав користење многу поише. Најглавната промена за која што повеќе пати имаме зборено и ја и тие мислам дека некако и нас ни се отвори целиот тој начин на слушање музика. Мислам дека големи фанови сме апсолутно, премногу слушаме музика и ти ко диџеј, ја ко музички сноп онака, но на крајот на денот мислам дека ова тотално ја смени играта за двајцата, бидејќи знаеш како? Ме тераше, не дека морам, не дека чувствував притисок дека треба да давам нешто на луѓето за нов артист или нов албум, туку едноставно некако самото тоа ми даде поттик и алгоритмот овде беше вклучен за да може сето тоа да функционира, каде што секоја недела добивав по 10 нови артисти онака, за на крајот на годината да имам 900 и кусур преслушано различни артисти, да имам преслушано еден месец во 12 да ми имаат поминато на музика, така што мислам дека направи огромна промена во тој, ми даде некаков поттик, ми даде нова енергија, музиката која што ја слушав исто така ми даде многу голема енергија за да ги правам работите што ги правев овде заедно со тебе, да пишуваме текстови, да бараме нови аутлети, да бараме онака нови ствари кои што не исполнуваат и што сакаме да ги правиме и мислам дека плодот токму и беше ова, Пандамониум радио шоу, каде што ти сакаше да имаш радио емисија. Јас сакав да имаме подкаст, на крај ги споивме тие две и ова беше плодот на тоа. Многу ме радува дека е така. И од друг аспект, кога го почнавме самото радио шоу, знаевме дека не можеме да бидеме непрофесионални кон ова. Свативме дека е многу сериозно ова што го правиме, бидејќи сакаме да биде сериозно, таква ни и мене и тебе енергијата. И не знам, 30 недели поред не прекинавме, брат, цело време, секој понеделник, наоѓање, слушање нови песни, правење плейлисти, курирање плейлисти, зборење со луѓе, секој ден комуникација и со луѓе кои што ни ставаат во преслушување на музика, на многу нова македонска музика за прв пат. Тоа е, мислам дека и можеби еден од поголемите хајлајти кај што давам многу поише внимание на македонска музика него ли претходно, бидејќи сакам да ја поддржувам, од секогаш сум сакал, но никогаш не сум имал желба и волја да го правам тоа. Сега имам причина зашто да го правам тоа, бидејќи имаме на еден начин и платформа и многу ми е мило дека и можеме, еве, кој што се деси претходниот пат, имавме цела емисија 3 сати посветена на македонска музика. И можеме да кажеме дека сме едни од ретките луѓе кои што го прават тоа, можеби единствениот во моментот. Така што за мене Пандамониум радио шоу и Пандамониум радио ко проект мислам дека имаше само многу позитивни онака ствари, имам придобивки од сето тоа, бидејќи многу ме радува дека сме овде, многу ме радува дека го правиме ова двајцата заедно и мислам дека искрено ако не беше ти, мислам дека и не можам да го правам ова со било кој, брат, и многу ми е мило дека го правиме ова. Исто, брат, ти си човекот што единствениот човек за кој би можел и би сакал да го правам ова. Бар за старт би сакал и да вклучиме други луѓе, се разбира, но како што кажав и на првата емисија се сеќавам, Трајче е еден од ретките луѓе што целосно ме надополнува кога станува збор за слушање музика. Од Трајче учам поише нови артисти, новости и други ствари него од било кој друг во Македонија, сигурно тоа. Така да он е правиот човек за ова, дефинитивно фактс. Мора да се надополнам на тоа што го кажа, брат, 30 епизоди поред. За мене лично Пандамониум радио као проект ми е огромна школа, почнувајќи од неуспешните ствари на Пандамониум радио, кога немав доволно фокус и трпение и немав редовност да го правам тоа, не бев доволно сериозен, кога немав ставено фокусот на право место. Сега мислам дека тоа се смени. Тоа што викаш ти 30 недели поред. Јас сум човек што многу лесно, многу брзо му засадуваат работите, многу лесно се откажуваат стварите ако нема одреден фидбек или ако нешто не е баш како што треба еднаш, два пати, три пати. Со Пандамониум радио и со пандемијава посебно го надминав тоа и сметам дека не сум веќе таков.
И тоа, она идење со глава од зид и секој понеделник и секоја недела да ти пишам тебе што ќе правим утре за радио, да спремам текст за најавата, да му пратам на Никсерот, да го потсетам, да водиме секој понеделник, да спремам после топ 10 листа, да направам IGTV highlight. Таа рутина, тоа никогаш во живот претходно го немам правено. Секогаш сум ги заташкувал работите, сум ги ставал онака, ај после утре ќе се видиме, ќе направиме и така и тој се одразуваше на Пандамониум во првите години. Сега сум дека го надминав тој, мислам, тоа е за мене огромен личен успех што научив да одам против тоа. И уште една многу битна работа, научив да не се водам по highlights и по лајкови и по реакции, бидејќи имаше моменти кога си напишал некој текст, добиваш 20 лајка на постот. И токму поради тоа сум многу среќен дека Инстаграм ја донесе новата опција да се трнат лајковите од постови, бидејќи лајковите на еден пост не може никако да го опишат квалитетот и времето и трудот вложено во тој истиот пост. Без разлика дали станува збор за слика на Инстаграм обична или станува збор за некој долг текст од 1000 зборови што сме го пишале ја и ти за одредена тема, а само дека не го знаеле луѓето, не ни земале време да го прочитат и не стиснале лайк, или го прочитале не стиснале лайк. Така да научив многу лично онака да не се водам толку по реакциите, туку да се стојам на своето и да пробувам да работам на тоа. И се надам дека ќе успеам тоа да го пренесам и кај тебе и кај сите други артисти кои не треба да се разочаруваат ако имаат и 1000 views на песна и 500 views на песна. Ние тука сме имале емисии кај што сме имале 7-8 луѓе, сме имале емисии кај што сме имали 50 во еден момент. Вкупно да сега имаме над 7000 слушаност на Mixlr, што е одличен успех за нас, но не ги гледаме бројките како бројки, туку самите луѓе кои доаѓаат се многу победни отколку бројката на луѓе. Апсолутно. И мислам дека и знаеш како тоа што велиш, work етикот и work flow-то кој што го имаме моментално е захтевно на еден начин и се бараше од нас да бидеме недела за недела овде да ги правиш постовите искрено. Тоа е захтевно, бара енергија, посебно и ја кај што секој ден сум 8 сати на работа и доаѓам ова да го правам, така што си има своја позадина и се во ова, но многу ми е мило. Не се чувствувам изморено на крајот на денот, ме разбираш? Дури и се чувствувам онака со енергија полн, кога ќе го завршиме ова, кога ќе се повлечеме ја и ти и секогаш уште остануваме уште минимум пола сат 40 минути кај што правиме и рефлектираме на муабето што сме го направиле на радио. Така што многу ме радува дека сме овде и знаеме дека ќе го однесеме во друга форма, во било се уште нема да збориме конкретно за било за што и како следува, можеби не во целост, но знаеме дека следува нешто ново и многу ме радува дека е тоа така. Стварно поминавме многу време, искрено, од кога Пандамониум, мислам од кога функционираме ко Пандамониум, поминуваме ја и ти многу поише време, многу поише комуницираме, иако се знаеме преку 10 години ко другари, мислам дека тек сега доаѓа најдоброто каде што веќе стварно можеме онака да водиме диалог, да водиме муабет, да сме енергиите, да си ги познаваме уште од 2-3 збора и мислам затоа функционираме вака. Мене многу ми се допаѓа енергијата, се надам дека и луѓето кои што не слушаат се уклучуваат заради тоа да слушнат некој муабет, да направат муабет со нас. Секогаш сме отворени за муабети со било кој. Доколку ни пишете во DM, нема шанси да ви игнорираме и да не ви пишеме, без разлика дали се работи за музика, за мислење, за што и да е, за hot take. Секогаш сме овде и да се расправаме да се сложиме со вас. Дури да враќаме двајцата од профилот на Пандамониум да биде биполарен профил. Кире е жртва на тоа. Еднаш се збуни, требаше му објасниме што се случува. Извини, Кире. Така што, факт, брат, мислам дека многу позитивни работи се десија. Исто така, да не го забораваме и Никсарот, брат. Никсарот исто така е главниот човек позади ова, каде што човекот во еден момент од недела на недела имаше по 4-5 поста да прави постови кои што внатре во нив имаа по минимум on average 7 до 8 слайда. Така што по 700-800 илјада зборови. Апсолутно, мене најдолгиот текст што го имам пишано за Пандамониум беше 4000 збора за Кендрик Ламар, така што мислам дека тоа како дипломска работа, дипломски труд за некој на факултет. Така што не велам дека е лесно, но мене многу ми исполнува. Не можам да објаснам колку ми е мило ова што го правам. Цел живот сакам да зборам за музика, дури и некогаш ме правеле онака дека сум чуден дека зборам така за музика кој што зборам. Мене никогаш тоа не ми влијаело на лош начин. Сегаш сум знаел што сакам да правам. Ова е дефинитивно една од работите. Многу ми е мило што го правам ова и што имам конечно и на еден начин платформа да го кажам своето мислење без да бидам критикуван. На крајот на денот овде сме да ги споделиме нашите мислења и било кој е добро дојден да го прави тоа. Ние не сме, кој што ова повеќе пати го имаме напоменето, ние не сме експерти за музика. Јас сум музички сноп.
ти си музички диџеј кој што од самите почетоци со музика и ја имаш однесена кариерата кон таму. Така што мислам дека на крајот на денот ова Пандамониум и не сме ја и ти само двајца, туку овде е Никсарот, овде е Алекс која што е цело време во позадина, овде се сите луѓе кои што не слушаат и затоа тоа беше примарната причина. Не за ние двајца си даеме платформа, туку платформа за сите луѓе кои што сака да бидат дел од ова, да може да го направат тоа. И тука би поканил уште еднаш сите луѓе кои се осеќаат дека имаат нешто да напишат, да кажат, да склопат плейлиста или не знам, Кара ни пиша, имам плейлиста склопено. Ајде брат, за 2 недели ќе објавиме. Апсолутно. Димитар, Кире ни пиша, ајде да пишам текст, Jesus is King, се сеќам дека го пишуваше Кире. Ајде брат, повели, ќе најдеме, ќе направи Никсарот дизајнот, ќе направам ја лекторирање, не е проблем, ќе го објавиме. Секој што сега да биде вклучен на било каков начин, Пандамониум радио ќе му ја даде платформата или во текстуална форма, или во аудио, или во видео понатаму. Big up до 902110 рап, кој вика имате професионално однесување, кул би било ако се префрлите на YouTube. Полека се префрламе на YouTube. Планираме летово, бидејќи нема да бидеме постојано активни вака на овој начин, да спремаме за на YouTube ствари што ќе бидат поинтересни. Се надеваме дека ќе добиеме македонски албуми од нашите пријатели и соработници и да ги поканиме тука да разговараме. Се надеваме дека ќе добиеме албуми од Дрейк, од Кендрик, од цела екипа, дека може да направиме албум ревју што ќе иде на YouTube. Така да мислам дека се надевам дека ќе продолжат луѓето да не слушаат и да не читаат и дека и ние нема да направиме пауза, туку само малце ќе осмениме начинот на работење, малце поопуштено, но исто квалитетно. Апсолутно, нема да замениме квантитет и квалитет, туку можеби ќе го намалиме квалитетот на односно квантитетот на квалитетот ќе остане исти. Така што мислам дека следува многу добро лето, каде што имаме многу онака релисес и албуми и теми кои што ќе сакаме да ги начнеме и да збориме за нив. Имаме артисти од Македонија кои што чекаме да извадат Марса, те гледаме тебе. Така што мислам дека ќе имаме пак зафатено лето каде што ќе работиме и на себе и на Пандамониум радио и мислам дека ќе бидеме активни во тој период, за после во есента да се вратиме пак овде и да бидеме константни недела за недела и да го правиме тоа што го правиме најдобро. Тоа е тоа, брат. Ова е сезон 1 финале на Пандамониум радио шоу, ја само и истовремено славиме 1 година од новото издание на Пандамониум радио. На Инстаграм, ја само ги кажам за крај дека за разлика од лани, се осеќам многу искажен, се што ми лежеше на душа за поглед на музика, се што слушав, испрезентирав, се тоа што не сум можел порано во клуб да го испрезентирам, сега се имам онака кажано и дури сега едва чекам да се вратам во клуб да ја пуштам клубската музика. Претходно бев заглавен со клубска музика, немав кај да се искажам. Сега ради Пандамониум радио, ради Пандамониум радио шоу, се тоа што имав испромовирав, зборев за него, презентирав афро, презентирав латин, презентирав се што слушам, а што не е клубско. И сега сум онака спремен да се вратам у клубовите и се надам дека ќе успееме понатаму во иднина паралелно да ги одржуваме двете работи, бидејќи двете работи се слични, но истовремено се многу различни. Има многу музика која не е за во клуб и која не може да биде презентирана секоја вечер и за тоа тука е Пандамониум радио на Инстаграм и на YouTube и на Mixlr, за да го правиме тоа, бидејќи и таа музика заслужува големо влијание. Јас само ова ќе го кажам. И двете се многу важни за културата во Македонија. Да. Тоа е онака преседан, нема no way around it, бидејќи кој што кажа, мора да се има баланс меѓу тие две работи, каде што ти можеш, тебе ти е тоа искрено и аутлет, бидејќи и креативен аутлет, каде што сакаш да ја испрезентираш таа музика која што можеби не е толку за на радио, но знаеш дека ќе функционира во клуб и обратно. Некоја која што знаеш дека не е во клуб, не е за во клуб, но ќе функционира во радио. И на крајот на денот и јас имам платформа да замарам луѓе за MF Doom и за Madlib и за Boom Bap артисти и за Benny the Butcher и за Freddie Gibbs, така што a balance in all things и мислам дека луѓето го почитуваат тоа на крајот на денот. Огромен респект за сите што го почитувате тоа, што не слушате, што не читате. Бескрајна благодарност да не сте вие, нема ни да го правиме. Иако кидеме со главата од зид и да никој ден не слуша, но фала ви многу што не слушате. Бројките не се важни, луѓето се важни, big up до цело Пандамониум комјунити, Пандамониум заедница. Мислам дека лека по полека убаво ја градиме убаво, многу луѓе се запознаваат, се случија некои хип-хоп соработки преку Mixlr четот и се надеваме на уште такви воиднина и на уште повеќе дружби, а тоа ќе го мотивираме и летово. Очекувате поише новости. Тука сме за тоа, секогаш сакаме да ги поддржиме луѓето. Се надевам дека преку се во ова време, преку сиво овие 30 недели, луѓето не се чувствували изоставено, дека се дел од ова, бидејќи
Нас и токму тоа ни беше примарната она цел да луѓето кои што не слушаат, кои што се ставаат секој понеделник, кои што ни пишуваат во чат, се дел од нас. Ние не сме Пандамониум без нив и Пандамониум не е буквално без нив. Така да тоа функционира она two ways, така што не може без нив и ви благодарам за се искрено и ете, ќе се видиме за кратко пак, искрено не дека прекинуваме овде, ова не е збогум, но ќе се видиме во некоја поинаква форма. Само мала промена на брзината би рекол. Апсолутно. Трече, фала ти на тебе, брат. Фала ти тебе многу. Ова е Пандамониум радио шоу Season 1 финале. Ќе беше убаво и тука да завршевме со емисијата, али имаме 4 проекти за преслушување, дечки, ако ви се седи до покасно. Ја и трајче сме тука. Имаме DMX нов албум, 42 Duck трап албум, Navy Smalls, 2 синглови, Raz и Highly Supreme, 5 проекти се, така да почнуваме со слушање DMX, Jay-Z, Nas, Bath Salts, после тоа DMX, Westside Gun, Benny the Butcher, Hood Blues, новиот албум на DMX насловен Exodus. Така да пишете ни како ви се допаѓа, ќе слушнеме 2 песни и ќе влеземе да ги прокоментираме одма штом завршат. Пандамониум радио шоу број 30, Season 1 финале. Уживајте. DMX, Griselda, Hood Blues, новиот албум на DMX. Ќе бидам краток. Наискрено, човекот да не умреше, можеби немаше ни да пуштам да преслушам. Гостувањата се супер. Него преслушав целиот албум, овие 2 песни ги преслушав како репрезентативни, ги имаше некако на најмногу плейлисти по Spotify. Имам измешани чувства за двете, ќе го оставам трајче да збори, ја немам некое многу позитивен филинг од двете песни. First things first, rest in peace the dog, пак ќе кажам и искрено ќе се сложам со тебе со тоа дека ако не се случеше тоа што се да не го изгубевме DMX, не знам дали ќе опуштев албумот и мислам дека и неговата смрт ги поттикна сите овие features кои што се појавија на албумот, го поттикна Swizz Beatz да се врати онака во својот камп во Rough Riders и да се погрижи за DMX, бидејќи DMX знаеме дека некако, знаеш како, целиот албум го сваќам онака како Cry for Help, ги слушам неговите вокали, гледам дека веќе она fell off, дека се гледа неговиот пат, бидејќи има пројдено премногу во последниве години и повеќе и луѓето кои што го слушаат овој албум се повеќе за самите features на албумот, неголи за самиот DMX и за тој што има да каже. Exodus е искрено долг албум, 13 траки е, мислам, самите песни се знаат да бидат долги, има многу features и се сосема рандом онака од Usher до Griselda кампот, ја имаш Alicia Keys, ги имаш Deluxe, има многу измешани работи. На крајот на денот го имаш и Jay-Z, го имаш и Nas на иста трака и мислам дека да, факт е дека е најпознатата песна, бидејќи сепак се работи за Jay-Z и Nas feature. Ова се случува втор пат годинава. Првата соработка беше на DJ Khaled проектот, но ова тотално ме разочара, онака мислам дека Swizz Beatz, иако е многу препознатлив во својот звук и кога ќе го слушнеш, знаеш дека е Swizz Beatz. Драги го препозна и мислам дека со било кој и да немаш некој изоштен звук, ако имаш слушнато 5-6 песни од Swizz Beatz, знаеш дека е ова негов бит, но на крајот на денот песната ми е една од можеби полошите на албумот и искрено Hood Blues ми е многу посвежа и многу подобра неголи трагата со два легендарни артисти кои што се онака и Pierce на еден начин на DMX и кои што биле заедно во текот на целата негова кариера. Hood Blues на другата страна ми е многу свежа, ми се допаѓа битот, интересен е, ми се свиѓа дека се сите тројца овде и дека Westside Gun рапува, Benny the Butcher си ја зима песната онака во скут и ја прави лом. Многу е добро, посебно овде има еден многу добар лајн кај што вели дека онака не си го знае ни својот татко, но ги има одгледано сите. Многу добар панч, Бени е одсекат онака ептен оштар и многу е искрен и многу ми се допаѓа заради тоа. Но на крајот на денот, освен Hood Blues, не сум сигурен дали било која од песните ќе ми остане во ротација. Го поштојам многу DMX за тоа што го има правено, но не се сеќавам онака последен пат кога ми текнало да пуштам DMX трака. Но знам дека ги има многу квалитетни, посебно старите албуми, но не е ова нешто што ќе ми остане во рака во ротација
Како и да е, rest in peace The Dog, rest in peace DMX и ете, мислам дека на крајот на денот се погрижија да направат албум и се надевам дека сите средства кои што ќе и она албум селс и се што ќе се случи со овој албум дека ќе иде на неговата фамилија на крајот на ден. Многу важно бар тоа да биде пропер и да биде фер како што треба. Тоа што DMX како ви се допадна на слушната албум од Exodus, идеме со следниот проект за денеска, 42 Dugg, Freedom Boys албум извади пред една недела, тек сега го преслушав, трап шите ми се свиѓа, посебно неколку синглови, посебно ми се свиѓаат кога слушаме две песни Still Catching Cases со Flavio Foreign и Rowdy Rebel. Rowdy Rebel е 5 од 5 ако не се лажам од кога излезе од затвори. Овде ми е многу јак и трагата Maybach со Future, каде што Future згази многу добро. Така да ги слушаме две песни, пак ги прокоментираме, пишете ни како ви се допаѓаат. Идеме со Still Catching Cases, 42 Dugg, Flavio Foreign, Rowdy Rebel. I'm just turning up for my city. I'm just turning up for my city. I've been turning up for my city. Се сложивме со Трајче дека ова е Future што двајцата многу го сакаме. Ова е тој тажен, а во исто време брегедоушес Future. Уште самото флоу кога влезе Трајче го осети и дефинитивно мислам тоа е тој golden age Future. Ово е тој препознатливиот звук на Future, но ајде да не збориме малце за Future, да се вратиме на претходната песна, бидејќи кој што кажа Rowdy Rebel, тоа што го прави овде и тоа што го прави на сите претходни features и се тоа што има извадено од кога се врати од затвор е феноменално и е nothing short of special. И стварно се надевам дека ќе имаат некоја мега соработка со Bobby Shmurda, знам дека Bobby веќе го спрема албумот. Се надевам дека е при крај, дека летово ќе го добиеме. Но Rowdy Rebel многу ми е мило дека го зеде тој предизвик, го пополни местото дур Bobby Shmurda го спрема неговиот проект и онака е репрезент за GS9 и за се тоа што беше во 2014 година. Така што shout out to Rowdy Rebel, Free Favi, исто така феноменален на трака, се надам дека ќе прекине да прави глупости у затвори, дека ќе опуштат порано. И Future кој што кажа, феноменален. Искрено прв пат ја слушам песнава, прв пат го слушнав албумот денес кога се договоривме и кога го ставивме на плейлиста, мене не ми се појави ниту на Release Radar, бидејќи 42 Dugg го немам слушано, но гледам има одлични features, Dolk албуме, не го преслушав во целост, ќе му се навратам, сакам да слушнам уште поише ствари, но сите соработки се одлични, знам дека има онака добри соработки од познати артисти, така што доколку на луѓето им се свиѓа овој звук, мислам дека е мелодичен трап звук кој што можеш да го поштоеш иако не е толку хард за да не е Moneybagg Yo. Па да, ама пак спаѓа таму негде. Спаѓа. Во тој, значи спаѓа во тој underground трап под наводните, real trap shit. Hood Certified како и да е. Тоа е без без збор, но на крајот на денот малце бидејќи го има и така го има Lil Durk, кои што знаат да бидат малце помелодични и да ја сменат малце динамиката во албумот. А и тоа е интересно за него, значи слушавме дрил песна, слушавме таков мелодичен по-спорт трап инструментал. Се појавува тука и West Coast инструментали неколку, се појавува hard trap инструментали, така да има од се по нешто. Тоа е интересно за 42 Dugg дека не е заглавен само на одреден саунд како Moneybagg Yo на пример, туку шара пробува да речеме од 19 песни 4-5 се сосема солидни и веќе ги распореди по плейлисти. Проверете како ви се допаѓа, соработка со Roddy Ricch, For The Gang, која веќе има 32 милиони плејс на Spotify, што е одлично за еден ваков артист као 42 Dugg. Тоа беше тоа за него. Идеме на следниот проект, сега ги спои вака бидејќи тоа ми текна викендов. Nafy Smalls извади мини проект, таков дабл сингл што го викаат сега на Spotify, со две траки Highs and Lows и Find My Way. Во петокот само ова ми беше во ротација, буквално само овие две песни, ништо друго. И сватив дека Nafy Smalls ми се допаѓа бидејќи многу ме потсеќа на Future, бидејќи Nafy Smalls е многу мелодичен, пее, а тематиките му се многу слични со Future, бидејќи на моменти е тажен, а на моменти се курчи и на моменти од еден стих во друг онака ја прави таа некоја неспоредлива работа, кога прво збори нешто лошо и во истиот момент кажува ама сега го правам тоа, или тешко ми е,
али возам тоа и тоа. Однака тој момент многу ми се свига и затоа и ги споив овие траки така бидејќи овие две песни на Nef и Small се така малце поинтроспективни и во нив збори за одредени работи, иако звучат многу мелодично и на некој начин и не весело, него така убаво звучат, а збори интересни работи. Го имаме премногу пати зборено, знам дека е многу квалитетен. Искрено се уште онака не сум навлезен и не сум во тој мут кај што ќе го слушам онака day in day out и ќе го пазам што вади, но сакам да слушнам и да видам и да го искоментирам после, брат. Па ајде, идеме со Nef и Smalls, Highs and Lows, UK Thing in the House. Ајде, може. I'm fed up, telling me that I'm next up. Yeah, 'cause I've been feeling like my head stuck. Ова е Nef и Smalls, траката Find My Way. За мене Nef и Smalls беше можеби најслушаниот артист за 2020, кога почнавме првата епизода од Pandemonium радио шоу, го промовиравме неговиот заеднички проект со М Ханшо, DNA. Ете 6 месеци, 7 месеци не извади ништо ново. Овие два синглови се надам дека овој дабл сингл се надам дека најава за нешто повеќе, бидејќи навистина ми се допаѓа. Трече ќе ни кажеш на кратко. Одличен звук, знаеш како ми се свиѓа алегоријата што ја направи и споредбата помеѓу Future и Nef и Smalls, ја гледам, не е толку очигледна кој што мислев дека е, но but it's there, као таму е. Можеш да ја видиш ако сакаш, ако се уште кој што кажав, го немам преслушано, знам дека Nef и Smalls искрено вади многу и од почетоците кога го зборевме со М Ханчо, се сеќавам убаво, се сеќавам на неговите проекти, се сеќавам на моментите кога сме го збореле Nef и Smalls и знам дека ти е тебе во константна ротација. Знам дека и го имаш тајно и на миксови и по многу плейлисти. Така што се надевам дека ќе му се навратам онака како што треба пропер и да видам што е за тоа, бидејќи се уште не сум толку навлезен во британската музика кој што си ти, но се надевам дека ќе се смени тоа. Тоа е тоа. Слушаме и втората сезона ќе правиме UK Special обавезно. Мора, тоа дефинитивно мора да се случи. Како што веќе знаете, на стори постиравме дека Раз се враќа во оној A Song a Week моментум и си работи човекот на тоа. Веќе имаме 3 песни, ако не се лажем, или 4. 4 се веќе, ќе слушаме од нив 3. 4 недели поред ни дава по една песна. Вчера баш го зборев со DJ Nesty, big up до него. DJ Nesty нешто последно време многу навлечен на Раз. Па баш го зезав малце и баш зборевме со него што му се свига, што не му се свига. И токму поради тоа решив да ги ставам овие песни, а баш ти ми кажа дека и ти сакаш да ги испрезентираме. Што е многу интересно. Дали имаш нешто да ги најавиш песните или сакаш да ги пуштиме па? Знаеш како, нема да зборам за трака по трака. Ќе зборам за Раз, тоа што го направи и како Раз беше едно време своевремено SoundCloud рапер. Но кога ќе го кажеш на SoundCloud рапер има многу чудна етикета и многу лоша конотација каде што ќе те поистоветуваат со 6ix9ine, ќе те исповетуваат со Lil Pump и таквите. Ова не беше тоа. Раз буквално почна си направи еден концепт каде што секоја недела, една година, секоја недела ќе вади една нова песна ко сингл и ќе ја закачува на сите стриминг сервис, тоест ќе ја закачува на SoundCloud со цел да си ја изгради својата фан база. Неговата теорија беше дека ќе го преплави со SoundCloud со само негова музика и ќе застане сам. Буквално целиот концепт беше каде што со песните генерално му беа соло песни, каде што тој се грижи за продукцијата, тој се грижи за текстовите, тој се грижи за микс и мастерот. Добро позната реченица. Да, нешто онака што Раз беше единствениот кој што го прави. Ја Раз искрено го слушам. Мислам дека прв пат го слушнав некаде 2015-та. Уште тогаш имаше некои ствари на. Во истото време памтам дека го слушнав заедно со Black. Затоа имам некоја референца точка која прв пат го имам слушнато. И Раз во тој оддел е буквално звер. У смисла, знаеш како? Не е нешто out of the ordinary. Искрен ќе бидам, многу луѓе го хајпаат дека е Wonder или кој знае, не е некој музички генije. Текстовите му се сапар, пишувањето му е понекад мрзеливо и кринџи, продукцијата и искрено и не му е толку добра, но самиот факт дека си ја зеде кариерата во своји сопствени раце, онака и успеа со brute force, со глава од зид покрај против сите сили против него, значи целата индустрија каде што човекот одби некои 3 record label deals и од Колумбија и првиот пат ги одби Колумбија, сега веќе е подпишан за нив, ги одби Sony, ги одби Warner Bros, онака Universal ги одби за ненормални пари, за на крај да добие
да добие договор каде што тој е единствениот рапер од тој од нивниот ростер каде што тој си ги има своите мастерс. Тоа е многу битно и целата негова борба резултираше со тоа што музиката која што ден денес ја вади е комплетно во негова посет и никој не може да му го одземе тоа. Затоа и тој толку на еден начин има една лоша етикета помеѓу раперите и помеѓу другите продуценти кај што он некако има еден курч не за неговиот скил сет и не за неговата музика, туку за неговиот стендинг во културата каде што тој со 100.000 плейс прави пари со артисти кои што имаат 80 милиони плейс. Да. И овде е овде е неговата магија кај што тој има другата математика, а бројките ги има на крајот на денот. Имаше еден одличен албум и многу ми е мило дека се враќа од таму каде што почнал и дека го направи, го прави тоа што го направи него да биде тој препознат ливрас што е денес. Така што big up за ова, се надам дека и стварно ќе издржи онака цела година, 52 недели да вади трака по трака. Знам дека може и ќе видиме докај ќе тера ова. Сега во ерата на стриминг и на Spotify и на Apple Music мислам дека уште поголем успех има, плюс што ги има 100% авторските права од секоја песна. Апсолутно. Мислам дека ќе биде флад да стриминг сервиси си ќе биде газање за него финансиска смисла, а и у смисла на квалитет, бидејќи еве песните се вртат, даме ги слуша, ги става во сарато, ги става на миксови, ги има на различни плейлисти, бидејќи ќе чуете сите три песни со различен стил, си го наоѓаат своето место и ако продолжи така може да направи одличен ран и за една година да збориме дека ќе биде можеби артист што одбележал годината, кој знае. Знаеш како? Тој буквално и го направи на некој начин со као не знам искрено со Wolf као и да се викаше тој неговиот претходен албум, кој што исто беше многу добар и искрено имаше голем хейт за тоа, но знам дека светската турнеја која што направи беше онака sold out уште од самиот момент пред да тргне. Нешто што индепендент артисти не можат многу да го клеймнат, онака го немаат тоа и имаше премногу луѓе кои што му велеа дека нема да успее и тоа успеа наспроти сите тие коментари. Тоа многу ме радува бидејќи е прв артист, искрено втор артист кој што имаше таа шанса, но не ја искористи, беше Chance the Rapper. Раз беше единствениот моментално кој што онака удри шамар на цела култура и кажа не, ја ова можам да го правам сам, но доколку сакате distribution deal, еве ви го. Значи Columbia Records му понудија неколку околу 10 или 20 милиони само за distribution deal, што е невидено до сега. Значи тие потпишуваат рапери за $1 милион, онака ги ставаат на робија на еден начин, а му дадоа раз само за да му ја дистрибуираат музиката, да му ја закачуваат на SoundCloud и да му го вадат ролаутот за албуми. Така што мислам дека тоа е overachievement за раз и многу ми е мило дека е пример за артисти дека можат да си ја земат судбината во своји раце. Но на крајот на денот е сапар онака митија рапер кој што некогаш знае да извади нешто квалитетно, но не сум нешто вчудо невиден од музиката која што ја вади. Но го поштувам неговиот хасал, тоа е најбитниот квалитет за него. Одлично кажано. Аре да ги слушаме трите песни кои раз ги извади овие 3 недели. Идеме со Private, Small Talk и 315 Breathe. Предпоследен проект од денеска. Останете уште малце со нас. Тоа беа трите нови изданија на раз. Као што можете да чуете, сите доста различни меѓу себе. Се сложивме со Трајче дека е, да речеме, просечен на некој начин стилот. Не е нешто што едната песна Small Talk ја стави во сарато, не е нешто што би го слушал постојано секој ден, но мислам дека кога вадиш со таков квантитет, квалитетот ќе си дое, онака ќе има една на 4-5 песни добри. Па да, мислам дека и тоа е целата причина зашто го прави тоа, за да биде конзистентен, за да биде цело време во постојана ротација на луѓето, да не изгубат, тие самите да не изгубат онака како да кажам внимание. Да. И едноставно тука ги задржуваат цело време, цела година, бројките ротираат и на крајот на денот кога ќе е спремен вади албум и мислам дека целиот тој момент е еден билдап за и прави хајп за неговиот проект. Токму и тоа го направи, мислам дека сега ќе го рекреира тоа и ме радува тоа. Мислам дека е тоа негов начин, тој го почна и мислам дека го прави на најдобро кој што знае. Но на крајот на денот пак ќе кажам, песните не се ништо посебно. Се надевам дека албумот ќе биде многу подобар. Добро, тоа е тоа. Стигаме до крајот на Пандамониум радио шоу број 30, последната епизода од првата сезона на Пандамониум радио шоу. Фала ви на сите вас што останавте
до крај со нас. Ја затвараме првата сезона. Ќе бидеме активни на Инстаграм следниот период. Очекувајте и новости за следните дружби, како ќе продолжиме Пандамониум радио шоу и целата активност на Пандамониум радио. Јас сум Ерис Хрич, до мене беше Трајче, за крај оставивме еден артист кој на двајцата ни се допаѓа, кој се вика Highly Supreme, артист подпишан и соработник на Static Selecta, многу уникатен, има големо реге влијание, R&B влијание, пее, рапува на така бумбапиш битови со реге елементи, доста интересен саунд, вака за затварање ни е супер. Трајче нешто друго да кажеш или за Highly Supreme или за емисијава? Само пак уште еднаш ќе се благодарам на сите луѓе што не слушаат секој понеделник 30 поред. Ви благодарам за се, без вас ништо немаше да биде од ова можно. Ти благодарам Дарко што цело време си главна поддршка на се во ова, на Пандамониум ко проект и ко дело. Благодарност до сите што на било каков начин придонеле за Пандамониум радио. Ќе продолжиме ние, но во некаков друг формат. Мене ми беше многу мило дека успеавме 30 недели секој понеделник да го правиме ова, да презентираме нова музика, да збориме за теми кои што сакаме да збориме, да презентираме нови проекти, да збориме за истите, да даеме платформа и шанса за македонска музика и за македонската сцена, да ја инволвираме поише во нашите ствари, да се случат колаборации овде во нашите чатови, да комуницираме и ние меѓу нас многу повеќе и да се осознаваме ко личности. Така што ова некако горд сум искрено на ова, знам дека си и ти и го завршуваме некако на висока нота и знаеме дека ќе го продолжиме и многу ме радува тоа. И искрено ја едва чекам да видам кај ќе иде онака во полна пареа Пандамониум која би се вратила. Точно така. Затвараме сезоната, уживајте до крај со Highly Supreme, ќе слушнеме 3 песни од него. Се читаме утре на Инстаграм, огромна благодарност и од мене до сите што не слушате, сите што не читате, сите што не поддржувате на било каков начин. И остануваме во контакт. Ова е само така да заокружиме една фаза, од утре продолжуваме слично со малце поспоро темпо, но исто активно и исто квалитетно. Голем поздрав од мене, имајте убава недела. Се слушам утре, се читаме пак на Инстаграм и тоа е тоа. Исто така. Убава недела. Ќе се слушнеме, ќе зборуваме, ќе комуницираме, ќе се препукуваме на Инстаграм. Овде сме секогаш. Пишете ни, пратете ни submissions, праќајте ни нови артисти, праќајте ни музика што мислите дека ќе ни се свиѓа. Ставајте песни на комјунити плейлистата, шернувајте ги со нас. И тука сме да збориме за музика и се што е поврзано со музика и со културата која што ја сакаме. Тоа е тоа, поздрав од нас, уживајте, убава вечер и убава недела.